Еве што го заврши твојот настап овде во Пробишти по повод денот на градот, денот на рударите. Како си задоволен од публиката, од она што како помина твојот настап? Па одлично, значи наискрено јас не очекував оваков пречек. Прв пат доаѓам во Пробишти, стварно ми е многу драго што гледам, може би има 4-5 илјади луѓе тука на плоштадот, така да сите беа сретни, весели, се забавуваа сите, така да многу ми е драго. Настапи на Звезда Гранда, освои второ место, твој впечатоци околу твојот настап таму? Па, Звезда Гранда е еден вид на искуство, според мене. Ја веќе имам поминато еден таков сличен тип на надпреварување на шоу, тоа беше Македонскиот идол, да. Така да познати ми беа до негде работите, но решив да се пријавам таму едноставно заради промоција, нели, Звездите на Гранте, доста гледана шоу програма, поготово кај нас. Имав одлични реакции таму од журито, нели, од публиката овдека кај мене во Македонија. Имав преку 100.000 гласа во финалето, што ми беше стварно особено многу драго. Највеќе гласови до сега во тоа шоу што освоил е македонец, така ми рекоа. Така да ми е стварно многу драго. Популарност на настапите овде во земјава? Па да, настапи, значи, имав свој самостоен концерт минатиот месец во Велес, еден вид на благодарност до моите велешани и до сите луѓе што гласаа за мене и што ме поддржуваа. Настапи, свирки има секоја недела, значи сега има, работиме турбо. Ти го спомна Македонскиот идол. По настапот на Македонскиот идол направи неколку песни и потоа те снема од македонската музичка сцена. Зошто ја направи таа пауза и сега се појави на Звездите на Гранд? Па јас отидов во Белгија ради приватни причини, морав таму да бидам 5 години и решив да се вратам овде во Македонија и да продолжам со тоа што мислам дека знам да го правам многу подобро отколку келнер да бидам, знаеш. Така да затоа ми решив да се пријавам на Звездите на Гранд. Кој те пријави? Мајка ми го пријави, да. Како се случи тоа? Искрено не сакав ја да се пријавам затоа што мислев дека Звездите на Гранд е шоу каде што обично пеат народњаци, нели, народна музика се пее, наискрено не го гледав ја тоа шоу, но од кога видов некои кандидати кои што пеат малце поразличен вид на музика, како поп-рок музика, рок музика, така да си реков и ја, па зошто ја да не пробам да се пријавам, знаеш. И сега го не сгреши. Па не сгреши, да. Твоите почетоци во музиката се на твоите 6 години, на 6 годишна возраст. Да се подсетиме малку како изгледаше тој настап. Значи првиот настап на 6 годишна возраст, настапував настапив со 2-3 песни со тогаш популарната група Ла Манш. Дечките тогаш беа од Велес, беа доста популарни во Македонија. И настапив прв пат пред полна сала во Велес, салата 25 мај, па имаше можда исто 3-4 илјади луѓе таму. Така да многу чудно е што се сеќавам баш на тој момент и ден денеска. Чудно ми е што немав никаква трема, знаеш, за 6 годишно дете да излезеш пред толку народ, нема да ти биде седно, ама ја се осеќам многу природно. Потоа заврши музичка академија, средно музичко училиште. Да. Средно музичко во Битола, музичка академија оперско пеење во Софија. Имав некои понуди да останам во Софија, да работам во оперската куќа таму во Софија, но некако не се пронајдов таму во Бугарија, во таа држава, знаеш. Сакав да си се вратам дома. Се вратив дома, нели, се пријавив на Македонски идол, па после ми почна кариерата, правев и песни, имав и настапи, па се деси со Белгија и сега Звездите на Гранд и така. Рече опера, а сега го преферираш гледам поп-рокот повеќе. Зошто го смени стилот? Па, наискрено, ја сакам операта, но операта бара преголема жртва. Значи, за таков стил, преголема дисциплина. И мојата прва љубов била секогаш рок музиката. Значи,
ја ако сум продолжил да се бавам со опера, окей, би го работел тоа, но не би бил исполнет, знаеш. Повеќе ми се допаѓа и посретно, јас се осеќам кога пеам популарна поп рок музика, така да мислам дека најбитно е да работиш тоа што сакаш, знаеш. Настапи на македонскиот идол, рече направи концерт во Велес, вечера си овде во Пробишти, што може да очекуваме како следно, ти ни откриеш? Па работиме на нови песни моментално сега, значи, еве, ексклузивно ќе ви откриам дека на 31 август одам со мојата менторка со Цеца во Берлин на незиниот концерт да настапам таму заедно со неа. Она ми рече дека јас ќе настапувам со неа и на наредните незини концерти, така да не ги знам точно датите, знам за овој 31 сега, нареднава недела дека тоа ќе се деси. Значи, имам некои понуди за нови песни, ќе видиме, планирам негде средината или крајот на септември да изводам мојата прва песна после таа пауза. Може да очекуваме и некој дует веќе со Цеца? Па, ја би сакал, значи, знам дека Цеца моментално прави албум, ако ми рече да преснимиме дует, нема да одбијам. Ти благодарам за одвоеното време и ти посакувам вечера пријатен представ овде во Пробишти. Фала и вас и поздрав.